Почитувани гледачи, добро вечер, добро ни дојдовте во емисијата Здравјето е се на Канал 8. Вечерва ќе зборуваме за доста интересна тема за кинезитерапијата, која лекува деформитети, непријатности, болки во работниот столб, предизвикани од траума. Разговараме со Александар Симонов, кинезитерапевт во Виталмед од Штип. Добро вечер, добро ни дојдовте за прв пат во емисијата на Канал 8. Вечерва ќе зборуваме за доста интересна тема, кажав, кинезитерапијата, па најпрво да објасниме што е кинезитерапија, а подоцна ќе зборуваме и за тоа што третира истата. Да, значи видите вака. Кинезитерапијата е наука која научна дисциплина, нели, излезена значи од кинезологијата, која со всушност ја изучува кинетиката на човечкото движење. Изучува го значи како начин, значи едно движење значи се прави, кој обем има, каков обем има за во случај дали кога има некоја травматска повреда на самиот тоа движење, да се вклучи на терапијата како средство за да се реши на тај проблем. Значи во поедноставно мислам сакам да го изразам за да може да ме разберат. Да. Сега замислите вака дека една ситуација која што кинезитерапијата ја прави третира, значи без медикаменти, нели, и лечи преку движење. Попросто објаснето здраве, нели, за кинезитерапијата. Значи таа е начин на кој што секој може да биде корисник на неа. Значи може да се најде значи во секој момент и во секоја возраст во животот без да направи некој дополнителен проблема, може само да имате да се има ефект. Да се има ефект. Добро. Многу е важно да објасниме кои болести ги третира кинезитерапијата. Кажав јас дека болки, непријатности предизвикани од траума и така натаму. Да ги објасниме подетално. Кои болести може да ги третира, кои болести може нели да се излечат со помош на кинезитерапија. А подоцна ќе објасниме на кој начин, кои се методите на лекување. Пред се, значи за да имаме еден успешен третман. Нели. Пред се треба да ја знаеме че биомеханиката на проблемот, нели, каде е во која локација, висината на локацијата и така натака. Значи тоа ни го кажува дури самата професија на самиот клиент или пациент, нели, што ќе дојде. Значи еве, знаеме дека веќе имаме конфекции, нели. Имаме шофери, имаме седеме во стол. Да, секој си има различна професија, која што таа професија си носи своја професионална деформација. Сега, значи често ги работиме, значи спондилозите, значи, али предсходно да кажам, значи за да ја работиме воопшто целата работа, значи прво треба да се добие диагноза од ортопедија. Да. Нели, за да се вие веќе работите диагностициран проблем? Ние работиме диагностициран проблем, значи не даваме диагнози, значи да не се помешат работите. Целата процедура овде е така што самиот сегмент, значи работен стоп е толку многу комплексна работа што во неја што може да забележите овде има модел, еве ви еден работен мозок, еве ви еден радикс или корен кој што се протега се до орган кој што тоа го нервира, дали ќе биде мускул, дали ќе биде срце и така натака, значи не е битно. Проблемот настанува значи во работен стоп кога ќе се направи некаква траума од надвршен или внатрешен вид. Значи сега зависи дали ќе биде компресивна или некомпресивна, зависи кукав ќе биде степенот, така ќе биде и последиците. Значи голема. Најчесто секоја ситуација што е сврзана со работен стоп дава последица значи по нервни вегетативен систем. Значи еве спондилозата најчесто значи клинична слика кај неа е напад, значи на вратен дел, значи кој што ако веќе има зафатен значи сегмент, значи дава една блага парестезија по рацете, трпки по рацете, невозможност за држање на некои елементи и така натака. Тоа се веќе напредни фази. А почетокот на таа фаза е мала глава болка и така натака. Значи другите елементи значи што почесто ги работиме се сколиозите кај децата. Значи али ги работиме оние од 10 до 15 степени искривување, не поголеми затоа што таму кај веќе треба веќе корсети и така натака, ние се уклучуваме и после тоа, пак, значи во третманот, ама не баш во тој момент.
Обично се доста чести кај возраста од 10 до 16-17 години. Затоа што тие се тога ствараат, значи, седење во клупа. Нели неправилно седење во клупа. Неправилно, значи, веќе сигурно кога веќе се отишле на несистематски преглед, некој каже дека има детето рамни стапала. Так. Родителот ништо не е преземал уврска за тоа и веќе имаме деформитет на кичма. Кој што покасно, значи, ако тој не се третира, значи веќе претходната, значи спондилозата, значи ќе биде уфрлена внатре во целата таа клинична слика. И да не збориме веќе и за дископатиите и така натака. Колку веќе спомнуваш за дископатијата, тоа е нешто што сите ние го имаме. Само, значи, зависи кога ќе се експонира. Значи, имаме едно нешто што многу често, значи, може некој да ме праша зошто се дешава, значи зошто го имам тој проблем, пошто се појавува. Да. Има еден физички феномен, се вика гравитација. Нели? Сега, значи секој тело, сега може кај демонстрираме малку, кога ќе го пуштам во, треба да падне. Нели? Сега. Баш за тој процес, самиот ребетен столб, природата е толку многу, мислам, неубаво направила, што ребетниот столб од страна ни го направила као во формата на S. Нели, за да може да имаме една компресија убава. Целата таа ситуација, значи, после некое време сакаш некаш се појави некаде компресија. И чим се појави компресија, семеот диск притисне го радиксо и почне веќе наоѓа. Значи, сега зависи дали ќе се појави само на лумбален дел или на сакрален дел, болката е различна. Значи, може да помине покрај ципа, па да заврте од позади и да удари до пета и да се чудиш, нели, шо ти е утрената. И тоа е тоа. Важно, значи, дел се решава првично, значи неколку дена медикаментозно, да се намале тај хемиски процес на воспаление, после веќе одеме со третман. Значи, обично, значи, самата дископатија има сериозни вариетети. Значи, од самата неа. Ортопедите го знаат тоа најдобро, затоа што секој ден, нели, се соочува со такви работи, каде што покасно, значи, се врши на физикален третман. Самата дископатија, значи, освен таа, значи, веќе таа има разнообразности од действие, значи, не да Боже, значи, ако веќе ортопедот му дал или поминала нешка физикална и не ги слуша тие совети натаму, значи, таа може да предужи во хернија. А што значи тоа? Значи, го гледате ребетниот мозок, медулата. Низ неа, значи, се мине, значи, цел мозочно стебло. Што значи? Дека ако доволно биде силна компресијата, значи, може да пролобира директно до самиот нервен елемент, не само до радиксу. Значи, веќе тука стануваме збор за оперативно решение. За да не се стаса, значи, до тај елемент, значи, да не се стаса до сколиоза и така, и до дископатија побрзо од очекуваното, секој од моја препорака е секој да малце има спортски активности и да не се плаши да отиде на лекар. Нели, затоа што ние сме доволно свесни дека ништо не ми е. Голема штета, значи ни вршат, значи на сите, на целиот медицински персонал. Имаме, нели, костоместачи и бајарици и така натака. Имаме напол. Значи, медицината си медицина. Да. Нели, бабите си баби. Бабите се баби. Значи, и би ги посочил малце луѓето да се обрнат внимание, значи да си видат дека нели, и сега болка да не ја занемарат, туку треба да се третира. Треба да се третира. А болките исто така ги третирате. Да. Болките во зависност од тоа каде се појавуваат, на кој начин ги третирате болките, а исто да ги споменеме тука и кифозите кај децата, не ги споменеме, дали можете да ги објасните. Да, значи не само детската, значи општност, значи има проблем со кифоза, значи или сколиоза. Почесто е, значи, исто така и кај некои деформитети и кај постарите. Пак ќе кажам, значи, професионалната деформација е нешто што не можеш да го искорениш.
Затоа што тоа го работиш, нели? Така, секојдневно се соочуваат со така, да. искривување на работот и веќе работот се навикне во таа ситуација. Цело време, значи, конфекција, значи, мора да биде на машината, така. Јасно. Ама, ако ти текне дека треба малку да се исправиш, Да. може би ти пак ја добиеш, може би кифоза. Нели? Ама нема да е сега и нема да е со таков степен на болка. Значи ќе се пролонгира на некој начин. Да, ќе се пролонгира, така. Значи, самата кифоза што е? Значи, наведнување, навод, значи, на оно имаме ние нормално е дека еве например цервикална имаме лордоза, кифоза и природна лордоза во лумбалниот сегмент. Ама доколку тие природни закономерности се продолжат, нели веќе имаме дигностички, веќе имаме кифоза што е веќе видлива. Нели видлива, кај што веќе се ги мени тие биомеханички центри, значи на самиот ребетен столб. Значи, и пак ќе кажам, значи, ние живееме на планета, нели, кај што зависни сме од физичките закони кои што ние не може да ги негираме, нели, центар на тежина, гравитација и така натака. Еве, кај некој од сколиозите, значи, кој се измисли тај центар на тежина, значи, ребетниот столб зошто се криви? За да го одржи, значи, таа центарна тежина. Значи, првиот пат, значи, може да се покаже само горна сколиоза, нели? А ребето да направи компензирано надоле. Дополнително, за да може да ја најде таа точка на тежина, за да може да те исправи и да си исполнуваш својата функција и да одеш. Дополнителните третмани, значи, што ги користиме, значи, за тие моментални, значи, нели, од 10 до 15 степени, значи, ке сколиозите, значи, ги успешно решаваме. Значи, со име на машина се вика Доктор Q. Значи, оно врши, значи, декомпреси, значи, и со помош на некои наши вежби имаме исправи на кичмениот столб. Нели? Али без, пак ќе кажам, многу е битно. Значи, еве, додека сте кај мене. Да, ме слушате, се оде во ред. А излезете од тука, нели, вежбите се забораваат и така натака, животот продолжува напред, али тоа е состојбен на ребетниот столб. Значи, кога може да се промени, значи тоа зависи од вас. Добро, да зборуваме за третирањето. На кој начин ги третирате овие болести кои сега ги споменавме и најпрво да го објасниме столот кој го имате во вашата ординација, која неговата функција зошто служи. Нашиот робот така. Да, е малце покомплициран дел затоа што е врвот на медицинската технологија која се занимава, значи, со таа проблематика. Како софтверски, така и хардверски, значи напомпан со, значи, неколку елементи кои што ги третираат секоја од вие поединично дигнози. Значи, едниот начин е, значи, со декомпресивен метод, другиот има системска терапија. Значи, јас се многу ќе ми биде криво што не можам да ги доловам со зборови, значи, нели, како се осеќа и како изгледа, него, еве, сега ќе видите за некое време, ќе го пуштиме, ќе видите ќе има некој клиент. Елементот е тоа што самиот врши, значи, детекција, значи, на сите можни елементи, на сите своји искривувања. Да. И го фаќа секој може да му скуче. Секој може да му скуче, дури збореме и до стапалата. Значи, збореме до сека артикулација и така натака. Значи, јас сум стварно, мислам, задоволен од бев скептик и самиот, нели, за неа дека викам ајде, нели, битно е да се промени нешто. Но кога видов дека стварно науката е толку напредната, мислам дека да, се осеќам горд. Кои болести ги третира столот? Сите можни ребетни деформации. За овие кои зборувавме. Сите, да. Така. Тоа е всушност почетокот на терапијата, така? Почетокот на терапијата. Добро, трае околу 15 на минути. Да. Значи, целта ни е, значи, за да може да ја размрда целата мускулатура. Кога ќе ја размрда целата мускулатура, толку успешно ја направи што мојата терапија, значи, од 10 дена ја намали на 5. Да. Да. Значи, прво ни беше, значи, терапијата 10 дена, значи, ви користиме, значи, намалено време за 5. Комплициран апарат е затоа што може директно да се служи само со него. Лично јас, нели, перфорирам прво, значи, кога почне да ја дадеме, а после да биде, нели, дополнително на крајот пак завршено со него. Добра.
Да објасниме понатаму оштата терапија, значи од кога ќе се заврши со столот, зависи од болеста. Зависи од болеста, значи. Добро, да видиме кои методи ги имаме и зошто пред се јас малце ќе се поправам, можеби јас сум го рекол, значи болест. Тие сите можни се состојби. Состојби, значи и деформации од физички характер, што далеј, нели, таквото ништо не е болест. Болест, така. Да не се исплашат гледачите, добро. Да ги објасниме кои други состојби ги третирате тука во ординацијата, не само со столот, туку и со другите методи. Да, значи, имаме рачен метод, таа е значи хиропрактичен метод. Хиропрактика, да, кај што секој поединечен сегмент пак гледаме да го разработиме, али на таков елемент. Значи има користи на контролирана сила, значи која не прави некоја незгодност на самиот клиент. Има посебни зафати со агли, за да може да дојдеме, че треба да што да викам џабе да го искоментираме, че треба да се осети, треба да се. Добро, сега да го објасниме што е она што го работите тука. Работите исто така со апарат на струја. Да, тоа се значи транскутарна нервостимулација, значи кои се користат чисто како дополнителен, нели, ефект на нашата работа. Ласеропунктура. Добро. Директно. Да објасниме зошто служи. Таа е за да можеме самиот овој сегмент па ќе кажам, значи, нервниот импулс да биде разбуден. Така. Свањето е вака, значи јас да може да ви објаснам колку што можам посликовито, значи, еве, замислите, непрофесионално од моја страна, али морам така да го кажам, едно црево. Значи, еве, колку ќе се заглави со некоја нечистотија. И не протекува доволно вода. А вие треба да му пуштате поголем лас вода, така? И затоа ние му ставаме малце, значи, по-концентриран, че 12 волтов импулс, кој што си го протекува, значи, по самиот нерв до, еве, кај што ни треба, еве, ако имаме болка во рака, значи, немаме доволно стек. И гаранцијата е видлива одма. Така. Апаратот со боцките да го објасниме, значи малку. Тоа е тоа, до пред малку што го зборев, исто и значи и транскутарната нервостимулација, сите тие елементи што ги имаме, значи е за цел да го разбуди нервниот систем. Значи колку што може максимално и да ги намали неговите болки нормално. Али ние ги користиме као систематска единица. Значи, систематската единица значи има за цел да си го нормализира. Значи, самиот импулс кој што бива нарушен поради некоја компресија. За колку време може да се врати во нормала? Во нормала, и значи, така, болката значи... Вие споменавте 5 терапии, но... Да, значи, оптимално, значи, даваме значи, од 5 до 10, нели? Покрај новата машина веќе не се намали, значи, времето, затоа што ни реши многу прашања кои што одговорите ќе трае у време. Нели, иначе ќе требаше денови да работиме за тези случаи и така натаму. Дали може деца да бидат третирани на столицата? До 10 години не. Значи над 10 години. 10 години, да. Значи, можеме само да продолжиме некои вежби и класични третмани да дадеме. Значи, класичниот третман е, значи, обична хиропрактика, мала масажа и така натаму. Кога сме кај масажите, дали користите масажи, во кои случаи се користат масажи? Виталмет во никој случај, значи, не сака да користи масажи. Значи, јас лично не ги практикувам масажите, затоа што претежно се имаме, значи, болести од воспалителен характер. Значи, масажата, јас лично ја сматрам за, корисна работа, кај здрав и залежен човек. Таа треба да оди етапно. Значи, само последно да е. Значи, еве, прв ден имаме, во втор ден имаме, трет ден, четврт ден, само масаж. Да не се меша со другите методи. Да не се меша со другите методи, мислам, тоа го практикувам јас. Сега, затоа што, ако веќе имаме воспитален процес тука некаде, значи, воспитален процес, лаче топло. Нели? Сега, дополнително топло кој ќе му оставяме, ние, значи, ќе направиме уште поголем воспитален процесче, уште поголем воспитален процес, каде што ќе притисне, значи, во... и ќе ни го отежне работа. И тоа е целата процедура. И затоа сакаме да користиме што е можно повеќе ладни
ладна физикална, отколку топла. Нели, затоа користиме, бегаме, значи, подалеку од масажите за таков сегмент. Сега, кога веќе ќе имаме, значи, проблем само мускулатурно, нели, а тај мускул, значи, нема индикација дека може да попритисне некој плексус, тука го, тука веќе може на обична масажа. Нели да се направи. Колку вие како кинезитерапевт ја препорачувате физичката активност? Поменавте дека треба, нели, секојдневно да се употребува, но како вие ја препорачувате, на кој начин? Физичката дисциплина, имам некој искуство, значи кај некои мои пријатели, кај што веќе се занимава за тоа, веќе ги спомнам Нутримакс, доле кај нас, значи он е единствен, мислам за мене, компетентен човек што би можел да одговори Така, со Александар Станинов, цела емисија за физичката активност, но вие како кинезитерапевт ја препорачувате во секој случај? Дептен, значи мора, значи циркулација зависи од тоа, расположение зависи од тоа, значи, али нашата дисциплина, значи, е проблемот тука, значи, ние немаме дисциплина за такви работи. И треба да ја оформиме, затоа што ако имаш веќе дисциплина за спортска активност и ти ќе имаш дисциплина и за други работи, кои што ќе ти го подобрат животот, тоа не е едноставно, нели, да станеш со бали, да се растрчаш и така натака, али ако се сакаш себе си. Да. Кажавте дека пациентите веќе диагностицирани, односно со диагностицирана болест доаѓаат кај вас, значи вие тесна соработка имате со ортопедите, да, има, значи, и во државното и приватниот сектор, значи, затоа што секогаш една ситуација може да се смени, нели, да биде подруга, за разлика од тоа што ние очекуваме, нели. А за да не се деси тоа, значи, мораме да имаме детална, значи, објасната ситуација од страна на ортопедите. И јас сум многу благодарен, ја мислам дека мојата успешност зависи со нив, затоа што тие дообјаснат се, после тоа јас што ви го објаснив, ја мислам дека секој може веќе во да го знае, нели, тоа не те прави специјалист, нели, да го знаеш. И тоа е целата процедура каде што без нивните, значи, без нивното водство, Виталмед и неговата успешност ќе биде мала. Значи, благодарен сум на тај дел. Ортопедите, на ортопедите, само нив. Тоа се, значи, и тесна соработка со нив мора да се има, затоа што значи, они се тие кои ја диагностицираат болест. Точно, значи, во неколку наврати, значи, ќе спомнам дека мора да имаме ние, значи, не само јас, а кој било друг, значи, и обичниот граѓани. Значи, треба една обична консултација да се направи. Значи, таа консултација можеби ќе го кошта или болен живот или нормален елемент. Да. Еве за крај од емисијата, што би им препорачале на сите оние кои не гледаат? Повелете и видите. Да, тоа треба да се почувствува, нели? Едно место, едно решение. Виталмед. Објаснувавме половина час, но како и да сепак треба да се почувствува, а и тие ќе видат сликовите затоа што нашата камера веќе прикажа на кој начин функционира самиот стол, самата столица, која ја објаснивме. Јас ќе се заблагодарам што одвоивте време за нашите гледачи. Се надеваме и понатаму ќе соработуваме и ќе зборуваме за кинезитерапијата. Благодарам уште еднаш. Поштовани гледачи, ви благодарам за вниманието. Разговаравме со Александар Симонов, кинезитерапевт во Виталмед од Штип. Разговаравме за кинезитерапијата и болестите што ги третира таа. Се гледаме следната среда во истиот термин, а до тогаш останете ми во добро здравје и слушајте ги советите на нашите доктори. Довидување.